Говор на омраза има во Македонија, но само ако имате некоја поостра критика кон СДСМ, премиерот, министрите, владата или Бугарија. Но ако ширите омраза кон сопствениот народ или опозицијата, а сте поддржувач на СДСМ и власта, тогаш тоа е добронамерна критика. Ниту еден од главните поддржувачи на владините политики досега не е гонет за говор на омраза, иако повеќе од јасно е дека дел од нивните текстови се токму тоа. Ситуацијата сега ќе се влоши откако власта најави и дека барањето на Бугарија, секој збор против нив да се смета за говор на омраза, ќе влезе во новиот кривичен законник. Катерина Колозова, по струка филозоф, која од петни жили го брани буквално секое решение на властите, отиде до таму што побара македонците да им се извинат на евреите за нивната депортација за време на Втората светска војна. Сите потомци на некогашните кметови на бугарската администрација кои ден денес се дел од македонската политичка елита, а и сите ние како народ заедно со нив поради пасивноста и непреземањето ништо за да се спречи депортација. Треба да се извиниме за депортацијата на евреите. Аналитичарот Ненад Јовановиќ, кој во една прилика сам призна дека ја вработил сопругата во државна институција преку владеачката СДСМ. Прво ги квалификуваше како националисти сите кои не ја употребуваат придавката северна. Сега рече дека македонскиот народ постоел од 1945 година. Истиот Јовановиќ беше и дел од така наречениот граѓански сектор, со кој Ковачевски се консултираше за францускиот предлог. Тој во една колумна дури и го напаѓаше председателот на МАНО, академик Љупчо Коцарев. Како би се изненадил денес Џорџ Орвел кога би го видел македонскиот академик како му оперира со неговото врвно дело, хушкајки и повикувајќи од чиста мода на обединување на сите националисти, велејќи дека во Македонија се случува ревизија на историјата, а всушност мисли на нов тоталитарен поредок со националистички презнак во кој тој ќе го води орото. Новинарот Бранко Тричковски, познат по ширењето омраза, закани и навреди по социјалните мрежи. Повторно со нова серија тирада кон луѓето кои не ја поддржуваат моменталната политика. Првокласни патриоти од втор ред, лажни во својот патос, ужасни во лиризмот, катастрофални во сентиментализмот, неспособни во иронијата, во шегата и во хуморот, претенциозни во полетите, одвратни во своите порази. Тоа е профилот на првокласните патриоти од втор ред, тие што тврдат дека рамката на Макрон е јамка за Македонија. Психограм на одбраната. Според членот 426 кој ќе се однесува на говорот на омраза во изменетиот кривичен законник. Меѓу другото, се предвидува затвор од 1 до 5 години за некој кој јавно предизвикува или разгорува омраза, раздор или нетрпеливост.